кога малку погласно зборуваме околу водата како ресурс, како јавно добро и начините на кои што можеме да го подобриме менаџментот на водите, управувањето со водите, како и квалитетот на водните ресурси во нашите општества. Минатата година, на 22 март, канцеларијата на UNDP започна една невообичаена за нас иницијатива, која што како централна идеја имаше вклучување на граѓаните во процесот на креање на свест и споделување на информации за тоа како ние располагаме со нашите заеднички водени ресурси. Сакавме со пилотирање на оваа активност во градот Скопје да инспирираме некои други иницијативи и слични иницијативи во други градови низ нашата држава. И финално верувавме дека доколку ја објавиме оваа мапа и ја направиме јавно достапна за граѓаните, можеби граѓаните ќе ги користат овие јавни добра почесто, можеби ќе го намалат користењето на пластични шишиња за вода и ќе употребуваат повеќе наменски шишиња, а во исто време можеме и да ги охрабриме институциите да малку подобро и малку повеќе се грижиме за овие јавни добра. Дваесет февруари е светскиот ден на извидниците и по повод тој ден нашиот сојуз секоја година организира прослава. Оваа година централната прослава по повод тој ден се одвиваше во Прилеп, но секако секоја активност на извидниците има некоја корисна позадина. Ние секогаш се трудиме да помогнеме на општеството и генерално извидниците секогаш ги поддржуваат иницијативите кои што имаат за цел да придонесат некако кон заедницата. Многу ни се допадна иницијативата која што има UNDP, конкретно за мапирање на тие водни ресурси, па ние решивме да се приклучиме на нашата централна прослава. Нашите извидници добија задача да ги мапираат водните ресурси во градот Прилеп, да ја превземат нивната геолокација со цел да се крене јавната свест малку повеќе за важноста за чиста и питка вода, но и за достапноста на водни ресурси, особено во наредниот период кога ни следат лета кои што ќе бидат се потопли и посуви. Минатата година во летниот период извршивме кратко етнографско истражување во Струве и околните рурални средини. Ни интересираше да знаеме повеќе за како луѓето управуваат со водните ресурси и како се грижат за нив. Важно е што покрај јавните претпријатија голема улога играат местните заедници и неформалните заедници на граѓани кои што се грижат за пристапноста на вода за сите граѓани. Во нашата иницијатива многу е битно партнерство за води, што се подразбира со тоа, партнерство со приватниот сектор за поттикнување иновации и решенија, партнерства со владини институции за поттикнување на соодветни регулативи и законски акти, партнерства со граѓанскиот сектор, партнерства со академија за учество, партнерства за образование и така натаму. Значи, водата допира до сите нас и многу е битно ние да можеме низ овие партнерства да промовираме менаџирање, управување со води, исто и зачувување на водата. Тоа што можеме да забележиме после една година од имплементирање на оваа пилот активност е дека дел од фонтаните се достапни за граѓаните, дел се помалку достапни во однос на нивната пристапност, дел од фонтаните се поштедливи во однос на како менаџираат со водата, дел од фонтаните воопшто не работат, така што има навистина простор за еден поширок општествен разговор околу начинот на кој што го третираме ова јавно добро. Тоа што е важно во таа насока е да се гледа кон водните ресурси како јавни добра кои што се колективна сопственост и за кои што е потребно колективна грижа.